Започна државната матура. Матурантите во саботата полагаа мајчин јазик. Во 4-часовниот испит секој ученик треба да одговори на прашањата и да напише есеј од 300 до 500 зборови на тема која е слободно зададена или тема од материјалот што се учи. Во двете средни училишта во Кочани навреме започна полагањето на државната матура. Од средното општинско училиште Гошо Викентиев се надеваат на одлични резултати и на успешно спроведување на завршната матура. Во училиштето имаме 77, кои 76 редовни и еден вореден ученик. Сите пристигнаа на време, испитот е почна на време во 10:00 часот. Присутни се овде и во вид на контрола од Државен испитен центар, представник од Советничкото биро за развој на образованието, Татјана Лазарова-Соговска, и од Просветниот инспекторат, државен прости инспектор Зоранчо Георгиев. Се одвива во најдобар ред и очекуваме да заврши како што треба. И во гимназијата Љупчо Сантов навреме и без проблеми се заврши првиот дел од полагањето на мајчиниот јазик. Во нашето училиште, во средното општинско училиште Љупчо Сантов, беа пријавени 193 кандидати кои што ја полагаат државната матура. Првиот ден се полагаше мајчин јазик, кај нас македонски јазик. Од пријавените 193 се јавија на испит 186, 7 ученици. Во меѓувреме се предомислиле и пријавиле за полагање училишна матура. Се помина во најдобар ред. Ние ги добивме материјалите во раните утрински часови. Пред 8 часот екипа од Државниот испитен центар ги дистрибуираше материјалите, се направи примопредавање, учениците беа подготвени, списоците истакнати на вратата на училницата, заедно со правилата за однесување на кандидатите кои што го полагаа испитот. Во 14:15 минути заврши и официјално. Околу 15 часот представниците од Државниот испитен центар поминаа, ги земаа испитните материјали, тие се веќе во Скопје. Очекуваме се да помине во добар ред и во наредните термини за полагање. Тоа се термините 11, 13 и 16 јуни 2014 година, во зависност од тоа кој кандидат, кој испит предмет го избрал за полагање на државната матура. Резултатите од државните испити ќе бидат објавени најдосна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит. Незадоволните имаат право да поднесат приговор во рок од 2 дена по објавувањето на резултатите. На 11 јуни матурантите ќе полагаат англиски, француски, германски или руски јазик. На 13 јуни математика, естетика и филозофија, а на 16 јуни испитите по хемија, физика, биологија, историја и бизнис.